Изјавата на амбасадорот на Европската Унија Михалис Рокас дека во евиденциите на Европската Унија проектот за канализација од Заец до Кичево фигурира како завршен во 2024 година, предизвика реакција од влен. Владеачката албанска партија бара истрага од обвинителството за, како што велат, изгубените милиони. Ne kërkojmë që Prokuroria Publike dhe Policia Financiare ta zgjerojë hetimin deri në fund dhe të bashkëpunojë ngushtë me institucionet evropiane. Të nderuar, kjo është fytyra e vërtetë e BDI-s. Patriot para kamerave, ndërsa pas perdeve projekte të dështuara, miliona të humbura dhe një lëmsh që tashmë ka filluar të hapet edhe Bashkimi Evropian. Од ДУИ се уште нема реакција во врска со овие обвинувања и проектот. Запрашан повторно за случајот, амбасадорот Рокас изјави дека Европската Унија внимателно ја следи ситуацијата и предупреди дека доколку се утврди дека средствата не биле искористени според правилата, Европската Унија ќе побара нивно враќање. Every part of EU funds, not only we give the funds once a project is concluded, but we monitor if it has been properly implemented. And it's true that we have issues. Also, I understand the contractor went bankrupt. So we are following up very closely. I have asked the mayor to bring back to me all the elements that are into his knowledge, because if we are not able to sort this out, we will be obliged to go to recovery of funds, but I hope we are not going to get there, and still this project, which is very important for Kičevo, can be completed. За изградбата на канализацијската мрежа од Заец до Другово биле обезбедени 19 милиони евра од ИПА фондовите на Европската Унија. Од оваа сума биле потрошени околу 3 милиони, додека повеќе од 15 милиони евра биле повлечени од финансиерите бидејќи проектот не бил реализиран. Работите ги изведувала компанија од Азербеџан која банкротирала откако се соочила со проблеми при обезбедувањето банкарска гаранција, пошто проектот бил прекинат на половина.